А ние одиме на реден број 7. Со реден број 7, детската амбасада и јунаците од бајките. Дами и господа, јунаците од бајките на Ханс Кристијан Андерсен. И кое училиште е ова? Мешовита група до 14 години. Ајде да видиме какви јунаци од бајките ни носат детските амбасадори за сите деца во светот од Прилеп. Оваа група ја сочинуваат членовите на детската амбасада, кои што активно ги посетуваат курсовите на едукативниот центар. Но за прв пат оваа година детската амбасада зеде учество и во интернационалниот проект Нојк со Андерсон. Па како своја предвидена активност е и учеството на овој прекрасен светски карневал. Маската се однесува на личноста и неговите дела, односно на Ханс Кристијан Андерсен и неговите бајки. Повелете. Го гледаме Ханс Кристијан Андерсен како ги твори своите бајки. Царевото ново дело, каде што ткајачот и кројачот му земаат мерки. Нема? На царот кој обожува да биде најмодерен цар. Ја гледаме и принцезата Зрнограшок, па потоа Палешка, оловниот војник, неговата балерина, девојчето со кибритчињата, девојчето со црвените чевличиња што сами танцуваат, го гледаме и грдото пајче, ги гледаме сите, само може да почнат да се движат. Грдото пајче кое што ќе се претвори во еден прекрасен лебед, потоа оджачарот и овчарката, ангелот и секако снежната и злобна кралица. Ајде, амбасадори на сите деца од светот, со вашите јунаци од Андерсон. Андерсен. Имаме и визуелни ефекти. Лошата кралица дува некаков страшен прав во нивните очи. Се надевам не и во нивните носеви. Подалеку од тој прав не е брашно. But I know something's starting right now. Watch and you'll see. Someday I'll be part of your Ајде, снежна кралице, дувни наваму од прекрасниот бел прав, кој многу сакаме да го вдишуваме, особено ако е бесплатен и на дожд, како денеска. Еден голем аплауз за детската амбасада на сите деца во светот и јунаците од Андерсен.